Почитувани колеги советници, почитувани представници на општинската администрација, представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Неготино. За денес ја свикав четвртата воредна седница на Советот на општина Неготино. За дневен ред на седницата го предлагам следниот. Предлог одлука за проширување и пренамена на средства од блок дотација 2019 година. Точка број 2. Предлог решение за давање согласност за измена и дополнување на годишниот план за вработување за 2019 година на општина Неготино со број 09.292/4 од 14.11.2019 година. Точка број 3. Предлог решение за утврдување за предлог на еден член во управен одбор на јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино. Од причини што е свикана воредна седница, на почетокот да дадам кратко образложение за оправданоста на воредноста. Трите предложени точки на дневен ред се од суштинско значење за нормално функционирање на институциите кои што се во склоп на општина Неготино, бидејќи треба да овозможиме непречено функционирање и работење на институциите, сметаме дека денес треба да се одржи оваа седница. Оправданоста на воредноста на седницата ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? 6 против. Констатирам дека оправданоста е усвоена. Оставам дневниот ред на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? Нема против. Констатирам дека дневниот ред со 8 гласа за е усвоен. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред. Предлог одлука за проширување и пренамена на средствата од блок дотација за 2019 година. Молам дали некој бара збор. Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Прво треба да даде образложение каде Петре Манчев, дали барате збор? За збор се пријави Петре Манчев повеќе. Односно оваа точка барам образложение за одлуката за проширување и пренамена и кои се тие средства во дотација. Благодарам Петре Манчев. Давам збор на раководителот на одделението за финансии Елена Атанасова. Повеќе. Благодарам председателе, благодарам советници. Ова проширување се однесува само за буџетските единки, односно за К3, Н2 и F1. Ќе дадам образложение по-отделно за секоја буџетска единка. Н2. Блок дотациите за средното образование изнесуваат 46 милиона, плюс неискористените средства од минати години 2.982.000, значи вкупно 48.982.000. Сега со ребалансот му се доделени 47.600.000 денари. Значи со ребалансот на оваа буџетска единка и се доделуваат 1.600.000 денари. Од овие средства тие внатрешно вршат прераспределба по расходни подставки. Од буџетската единка В1 блок дотациите за градинката Фемо Кулаков изнесуваат 23.670.000 денари, плюс неискористени средства за минати години 730.000, значи вкупно 24.400.000 денари. Сега со ребалансот му се доделени на градинката 800.000 денари. Со овие средства самата буџетска единка врши прераспределба се изменува по расходни конта. Значи блок дотациите од областа на културата, односно буџетската единка К3, изнесуваат 5.926.758 денари. Со ребалансот 6.307.526. Значи разликата од 380.768 денари. Значи овие на К1 со буџетот претходно донесен му се доделија 333.000 денари на библиотеката, таа со претходно се изврши прераспределба со усвојувањето на буџетот. Сега само се доделуваат на буџетската единка К3, односно 48.000 денари. Значи секоја буџетска единка внатрешно се врши прераспределба врз основа на нивно доставено претходно барање. Благодарам Елена. Дали некој друг бара збор? Реплика Петре Манчев. Благодарам председателе. Бидејќи сме сведоци дека одделот за финансии на општина Неготино секој пат прави грешки и сме свикувани на седници за исправање на сите тие грешки,
Сакам да поставам прашање и да прашам дали овој пат сме сигурни у сите овие работи кои што се презентираат на Совет на Општина Неготино и дали нема да бидеме свикани на уште една ваква седница за да ги исправиме сите грешки. Во континуитет се случуваат исти работи од истиот сектор и се случуваат дневни, не свикуваат на седници со дневен ред од 3 точки да исправаме некакви грешки кои што произлегуваат од нестручно работење. Благодарам. Благодарам. Петре, контрреплика Елена Атанасова. Значи, само да дадам едно појаснување на сите советници, а посебно и на советникот. Значи, предходно, зашто беше викана вонредната седница, значи, затоа што ребалансот немаше никакви грешки само во време крај. Значи, при вчитување. Значи, во ребалансот немаше никакви грешки до тук, за време крај на вчитувањето до Министерството за финанси, 2 буџетски единици извршија плаќа. Значи, овде нема грешка. Значи, минатата седница исто на советникот Иван го кажам тоа, еве сега пак повторувам, значи нема грешки. При вчитувањето 2 буџетски единици извршија плаќа. Значи, на моја збор грешка да се замени со некој друг зборче, затоа што стварно не е грешка. Ви обяснав и ви образлачив зошто. Значи, исто така, значи ви се испратите материјалите и значи самите буџетски единки си вршат распредал. Значи точно тие си прават внатрешна структура за посебно за нивните потреби се остават да си функционира во нормални услови. Благодарам. Елена, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавни за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? Нема, воздржан? Нема. Констатирам дека со 8 гласа за одлуката е усвоена. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Предлог решение за давање согласност за измена и дополнување на годишниот план за вработување за 2019 година на Општина Неготино со број 09/292/4 од 14.11.2019 година. Дали некој бара збор? Гордана Јованова, повели. Благодарам, председателя. Денеска на воредна седница е предлог решението за давање согласност на измена и дополнување на годишниот план за вработување за 2019 година на Општина Неготино, односно според документите кои ни ги пратија по мејл е некоја втора измена на овој годишен план за вработување. Искрено итноста од свикување воредна седница за донесување на вакво предлог решение укажува на тоа дека веќе власта е во некоја паника, се сведува на вработувања. Како на централно ниво гледаме дека се е седување на вработувања во делот на овој предизборен период. Се гледа одалеку која е идноста и намерата за донесувањето на оваа одлука. Гледаме дека најбитно на оваа власт е предизборните вработувања кои ќе се случат во овој период. Власта факт е дека е во паника во предизборието, ги чека многу проекти кои не ги ветија, не ги исполнија. Луѓето се во паника од причина што ваквото однесување на власта е донесена до едно не, како да кажам, едноставно незадоволство од нашите граѓани. Нашиот градоначалник кој тврдеше дека нашата општина е превработена, дека нема потреба од толку вработување. Тоа се негови лични зборови од оваа говорница, дека општината е една од пренатрупана. Секоја година ние сме сведоци на изготвување на вакви годишни планови за вработувања. Сега сме сведоци на едно енормно вработување од негде нови вработувања 13, па јас би сакала од службите
градоначалникот не е тука да ни образложи на што се сведува ваквите итности од донесувањето на ваков годишен план, па би ве замолил некој од службите доколку би може да ни образложи што е толку итноста на ваквото донесување на овој годишен план, втор поред во оваа година. Ви благодарам. Благодарам. Гордана за збор Ивица Златковиќ, секретарот на општина Неготино. Повели. Почитувам председателя, почитувани советници, почитувани граѓани. Значи, измената на годишниот план за вработување се однесува само на ставката пожарникари, односно се додаваат 3 лица пожарникари и спасители, бидејќи за прв пат после 10 години е добиена согласност за вработување од Министерство за одбрана. До минатата година пожарникарите беа под Министерство за внатрешни работи. Од 2013 година до сега редовно се прачени секоја година барања за зголемување на бројот на пожарникари, но до сега не е добиена согласност. За прв пат минатата недела добивме согласност за 4 вработување на 4 пожарникари, бидејќи моментално во противпожарната единица во Неготино работат 9 лица се редовно вработени, а законската рамка вели дека за општина Неготино следуваат 17 вработувања во пожарната единица. Значи, за да се запази законот, потребни 17 лица, ние сме далеку под тој минимум и моментално имаме 9 лица. Нашата противпожарна заштита, значи ОФЖ општина Неготино, исто така реагира и на територијата на општина Димеркапија. Исто така е подпишан и меморандум за соработка со јавното предпријатие за државни патишта, значи доколку има проблеми реагират и на државните патишта. Нема никаква друга измена, во текот на оваа календарска година нема ни едно вработување направено во општина Неготино, моментално има еден активен оглас, значи повторам, само еден активен оглас, а измената на овој план се однесува само на овие лица. Само што да напоменам дека во изминатата година имаме 7 пензионирања во општина Неготино и 2 заминувања своеволно од работа. Значи бројот на вработени во општина Неготино е намален од претходниот период. Ви благодарам. Благодарам, секретаре, реплика Петре Манчев. Благодарам. Почитуван секретар на општина Неготино. Кога зборуваме за пожарната станица во општина Неготино, колку што знаеме, таму претходно имаше луѓе, меѓутоа вие ги избркавте тие луѓе. И сега вработуваме нови и образложението е дека ни требат луѓе. Значи, можело принципиелно на тие луѓе што му завршил договор да му се продолжи, а не овака да се партизират сите институции, се објавени се еден куп огласи, не само општина Неготино и пожарната, него и државните институции. А вие како Социјалдемократски сојуз излеговте и кажавте дека државната администрација ќе ја вработувате по приватните фирми. Значи дело таа непродуктивна администрација. А сега гледаме сосема обратно и ако се вратиме 3 години назад, гледавме што се случи. Значи вашата идеја е само да направите партиски вработувања и ништо друго. Благодарам. Благодарам. Манчев, контрреплика Ивица Златковиќ, секретар на општина. Значи, овде разговараме за нормално функционирање на противпожарната станица, бидејќи истите функционираат во 4 смени. Се случува кога имаме еден дежурен само ако оди на терен нема кој да го покрие. А плюс зборуваме за јавни огласи каде што може да се пријави секој. Значи не е договорно дело да избере некој, туку јавен оглас на кој може сите граѓани кои ги исполнуваат условите да се пријават за истите огласи. Благодарам. Благодарам, секретаре. Збор Петре Манчев. Благодарам, председателе. Што се однесува по оваа точка, значи за нормалното функционирање на противпожарната станица имаше вработено луѓе кои што нели по било каков основ беа избркани од таму. Дали со непродолжување на договор или тоа е ваша работа и ви треба да дадете одговор. А дали функционира противпожарната станица, не функционира и тука сте вие виновни, пошто на тие луѓе кои што сте можеле да му го продолжите договорот, не сте го направиле тоа. И сега пред избори вработуиме нови луѓе. Искрено, кога го погледнав планот за вработување, си помислив дека се отворила некоја нова фирма у Неготино. Искрено така помислив, пошто беше најавено дека ќе се отворат неколку, дека ќе дојдат инвеститори во општина Неготино, меѓутоа еве тоа го нема.
Колега Манчев, бе молим да задръжим до плана за вработување на општина Неготино, не на приватните фирми, не носиме ние план. План за вработување на општина Неготино, бидејќи вие како власт ветивте дека ќе има вработување, ќе се донесат инвестиции приватни фирми. Да, ама за тие приватни фирми ние не носиме план. Бе молим до планот за вработување на општина Неготино. Како не носите план? Вие ветивте дека непродуктивната јавна администрација ќе ја префрлите во приватните фирми. А еве сега гледаме дека вие вработувате јавна администрација и го правите сосема спротивното од тоа што сте го ветили. Значи не може така. Во предизборен период вие објавени се огласи во сите институции. Меѓутоа граѓаните гледаат што се случува. Апсолутно нема никаков напредок. Економијата пропаѓа. Извозот е паднат со 50%. Со вработување во јавната администрација нема да придонесиме ништо добро за граѓаните на општина Неготино и на Македонија. Треба да се потрудите да донесете инвестиции, а не да го обечате на луѓето партиски вработување. Благодарам. Благодарам. Кратка реплика, читам јас. Колега Петре Манчев, значи сметам дека треба да дискутирате за предложениот годишен план за вработување, односно измената на годишниот план. И сосема накратко, без да ги замајуваме граѓаните, со ветување за нови приватни фирми за кои што ние не сме надлежни да го правим планот за вработување. Сакам да ве прашам, колега Манчев, дали ќе гласате за оваа измена и дополнување на планот за вработување? Дали вие како советничка група, бидејќи дневниот ред не го гласавте, дали ќе бидете против и оваа точка? Благодарам. Контрареплика Петре Манчев, повели. Должен сум да ви одговорам на вашите прашања. Прво, ова е вонредна седница и дневниот ред не го гласавме, бидејќи оваа точка не е ништо вонредно за неа. Значи, оваа точка, ако била вонредна, сите тие луѓе кои што биле во работен однос во пожарната станица во Неготино, немало да ги испуштите, него ќе му го продолжите договорот. И требало да мислите тогаш дека фалат луѓе и дека безбедноста на граѓаните е нарушена. Впрочем, и тогаш на седница на совет ние апелиравме дека не треба да постапите така како што сте постапиле. За сега на вонредна седница вие да ни кажувате дека во пожарната требаат тројца пожарникари. Не тројца, требаат 10 души таму. Меѓутоа тие што биле таму луѓе, што стекнале некакво искуство, ви ги избркате. Значи, вие сте одговорни за настанатата ситуација во пожарната станица во Неготино. Ваша е одговорност, не е наша. Ние сме тука да укажуваме дали ние ќе гласаме или не, тоа е наше право. Вие ќе си вработите партиски луѓе таму. Нема да вработите нити искусни, нити па луѓе стручни кои што се во таа област. Мене ми е тоа многу јасно, нас не е јасно на сите. Вие ги испуштивте луѓе кои што стекнале навика и стручност за самата работа, бидејќи е специфична работа, а сега ги испуштивте тие луѓе и сега да вработиме партиски луѓе. Затоа нема да гласаме за. Благодарам. Благодарам. Ќе земам кратка дискусија. Почитувани колеги советници, граѓани на општина Неготино, навистина немав намера да земам дискусија по оваа точка на дневен ред. Очекував и дека ќе нема многу дискусија, меѓутоа и од репликата кон колегата Петре Манчев и неговиот одговор како контрареплика сум испровоциран да земам дискусија и да појаснам барем за граѓаните неколку работи, бидејќи се надевам дека на советниците им е сосема јасна ситуацијата. Денес на дневен ред имаме измени и дополнување на годишниот план за вработување на општина Неготино, во кое што се предвидува зголемување на бројот на вработени во износ од тројца од претходниот план и станува збор за вработување на лица во противпожарната територијална единица во Неготино. Денес колегата Петре Манчев од негови партиски причини си кажа дека советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата нема да гласа за овој план и сакам да им стане јасно на граѓаните на општина Неготино кој се грижи за граѓаните,
а кој работи лично по партиски причини и по партиски поводи и нема да гласаат за точка која што е од суштинско значење за функционирање на територијалната противпожарна единица во Неготино. За прв пат после долго време Општина Неготино добива согласност за вработување во редовен работен однос на нови пожарникари. ВМРО ДПМН е че гласа против вработувањето на пожарникарите и тоа го слушнаа граѓаните на Општина Неготино. Колега Петре Манчев, како ќе им одговорите на вработените во територијалната противпожарна единица, кои што знаете дека се малку на број, бидејќи и тоа во дискусијата го спомнавте, а потоа како ќе им одговорите на граѓаните ако не дај Боже дојде ситуација каде што ќе треба да реагираат повеќе пожарникари. А вие денес од лични партиски побуни гласате против оваа точка на дневен ред. Како советничка група на ВМРО ДПМН и коалиција го допревте дното во вашето однесување во овој совет. Да гласаш против одлука, се извинувам, за вработување на пожарникари, ја не знам што е подолно од тоа. Уште еднаш апелирам да го смените вашето мислење, бидејќи станува збор за доброто на институциите во нашите општини, зборуваме за територијална противпожарна единица. Не дај Боже да треба да имаат работа. Тогаш на ваша совест ќе биде дека сте гласале против нови вработувања во територијалната противпожарна единица. Благодарам. Реплика Петре Манчев, повели. Благодарам, председателе. Изборите се за 4-5 месеци, не се утре или други ден. Јас во мојот збор образложив дека вие сте директно одговорни за настанатата ситуација во пожарната станица во Неготино. Таа пожарникарска станица функционира со тие вработени 3 години и вие кога дојдовте на власт испуштивте од таму неколку луѓе кои што беа искусни и професионалци во својата работа. И немојте да ги лажете граѓаните кој е против, кој е за. Јас реков дека сме против донесениот дневен ред и нема да ги гласаме точките на дневниот ред, бидејќи ништо од овие точки не е вонредно. Вонредни се само партиските вработувања кои ги правите вие. Ова се партиски вработувања. И еве, ќе земам за право, кога ќе ги одберете тие лица, да ги кажам на говорница кои се и да ви кажам дека ќе вработите партиски вработувања. Нема да бидат професионалци. Вие професионалците ги испуштивте од работа. Луѓе кои што имаа стекнато искуство за таа работа. И испуштивте тие луѓе за сега да вработите професионалци. И рековте дека немате намера да се јавувате по овој дневен ред, меѓутоа видов на минатата седница исто така како немавте намера, на крајот кога немаше никој од советниците на ВМРО ДПМН, испаднате на говорница и изигравате кловн. Значи, како нивото на советот го нарушувате максимално. Колега Манчев, одземен ви е зборот. Ве молам да ја напуштите говорницата. Да. Одземен ви е зборот, ве молам да ја напуштите. Колега Манчев, дното е објавувам пауза од 5 минути. Продолжуваме со работа. Му даваме шанса да се доискаже на Петре Манчев. Повелијајте. Благодарам, председателе. Не требаше да ме прекинете за мојот збор да не ја изгуби смислата, меѓутоа вие тоа го направивте. Сакам да потенцирам нешто. Значи, рековте во вашето излагање дека немавте намера и дека ние сме го допреле дното, меѓутоа тоа не е точно. Ако ги гледаме седниците на назад, вашето однесување и вие тоа што како ги водите седниците, укажува на тоа дека овој совет не функционира како што треба. Вие одзимате збор, упаѓате во збор на претходната седница на колешките наши, на оваа седница мене. Значи, апелирам тоа да не се случува. Секој од нас има право да каже од оваа говорница што сака и не е во ред за време на пауза на колеги советници од опозицијата да им се заканувате дека ќе одговараат за нешто. Не е во ред.
да се навртам на точката и да им укажам на граѓаните дека ВМРО ДПМН не е да се вработат нови луѓе, професионалци во против пожарната станица во Неготино. ВМРО ДПМН е против партиски вработувања во пожарникарската станица во Неготино. Значи, тие две работи се диаметрално спротивни. Таму имаше луѓе кои што беа професионалци со работно искуство и вие ги избркавте за сега да вработите партиски луѓе. Благодарам. Благодарам. Манчев, контрареплика. Значи, начинот на кој што вие се обраќате од оваа говорница, сакам да ви кажам дека, по кој некој пат да ви повторам, советничкиот имунитет ве штити за дискусиите во Советот, меѓутоа за начинот на кој што вие се обраќате, ве гледаат граѓаните на општина Неготино и на кој начин и со кои зборови се обраќате, нека судат граѓаните на општина Неготино. Затоа дека сум се заканувал на некој, на пауза, не е нешто ново што го спомнав јас, бидејќи против вас како советничка група има поднесено барање за извинување за работи искажани на пресконференција. И затоа еве пак ќе те замолам зборовите кои што ги користеше на оваа говорница да излезеш да ги кажеш на пресконференција. Лесно е зад говорницата што сакаме да си кажеме, меѓутоа ако сте толку убедени дека е тоа така, на пресконференција. Бидејќи ве прашав дали ќе гласате за измени и дополнување на годишниот план за вработување, вие кажавте дека нема да гласате, сега во репликата повторите дека нема да гласате. Тоа е јасно дека вие сте против вработување во територијалната противпожарна единица. И тоа е јасно. Благодарам. Следен за реплика Игор Иванов Повели. Благодарам председател, почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани медиуми. Според изслушаната дискусија, почитувам председателе, ги извртувате фактите и вистината што се однесува по однос на точката од дневниот ред. Ги извртувате фактите и вистината, која што е посочи колегата советник Петре Манчев за неколку работи. Кажав до тоа говорница како ќе му одговорите на граѓаните ако гласате против 13 нови вработувања или поточно 3 нови вработувања во против пожарната единица. И јас би те запрашал како ќе му одговорите на граѓаните на општина Неготино, како ги избркавте тројца вработени во противпожарната единица со положени дозволи, со обуки, со сертификати, општината каде што вложила во тие тројца луѓе да бидат обучени, стручно професионалци, а вие тие тројца да ги избркате, а сега да распишувате оглас за нови вработувања. Не знам, нема смисла, против нови вработувања сте, а лица со квалификации, обучени, ги избркавте. Мислам, не тежат зборовите кажани твои. Ова е само една паника на власта во земјување, која што сака да пренатупа администрацијата. Благодарам. Благодарам. Игор Иванов, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, шо се? Де пријавујте се сега. Следен за збор, Игор Јованов. И после циркусот први, нека се гледа. Благодарам, почитувани граѓани на општина Неготино. Со предлог решение за давање согласност на измена и дополнување на годишниот план за вработување за 2019 година на општина Неготино на воредна седница оправданоста
од пренатрупување и зголемување на бројот на вработување во администрацијата на општина Неготино и во противпожарната единица, може да укажам дека овие работи и факти зборуваат само колку општината може да оде напред. Видевме изминатата година голем број на вработувања, партиски вработувања, видовме голем број на огласи распишани и енормни цени потрошени од страна на општината за партиски вработувања, а во програмата сосем инаку му беше приложено на граѓаните на општина Неготино за живот во Неготино за сите. Ова, како што се гледа на камерите, е доказ, ова е електронската верзија на програмата за живот во Неготино на градоначалникот, новите политики на новиот градоначалник, каде што пишува: превработеноста е факт, а ефектот незначителен или речеси никаков од пренатрупана администрација во општина Неготино. Самите граѓани на општина Неготино се сведоци. За 15 дена се свикуваат 5 седници, денеска во редната седница треба што побрзо да се вработат нови партиски вработувања. Општината со само вработувања не може да оде напред. Наместо пари и наместо парите од граѓаните за проектите кои што се ветени во програмата за живот во Неготино се трошат за вработувања на партиски кадри. Самиот ребаланс и самите сметки на општина Неготино кажуваат 600.000 денари потрошени за огласи. Тие збор треба добро да го запамтат граѓаните, бидејќи парите се трошат на граѓаните. Како што спомна мојот колега Петре Манчев, кога ни стигна дневниот ред за воредната седница, 13 нови вработувања, вака ќе размислиме на сите ни текнува за нова инвестиција во градот или отварање на нова фабрика. Но тоа било нови вработувања во општина Неготино. И знаете, вече во општина Неготино во една канцеларија се по 5 души. Дали има вече и столчи? Нема. Едно пред избори се ветуваше професионална администрација, намалена и стручна. Сега само се вработуваат, некој да споделува на Фейсбук, друг да слика, трет со винарски факултет, четврти политиколог што се школувал 10 години, и тоа се професионалните кадри на Социјалдемократскиот сојуз. Граѓани на општина Неготино, можете да видите оваа година колку пати се поништува ребалансот на општина Неготино. Можете да видите завршната сметка на општина Неготино дека беше со милионски цифри промашена, и сами можете да утврдите со какви кадри располага Социјалдемократскиот сојуз што ги вработува во општина Неготино. Наместо живот и ветените проекти, само партизација во општина Неготино и ништо ново. Благодарам. Благодарам. Игор Иванов, реплика Трајче Димов, повели. Благодарам, председателя, почитувани колеги советници, почитувани представници на општинска администрација, почитувани граѓани на општина Неготино. Сакам да кажам дека точка на дневен ред е измена на годишниот план за вработување, и бидејќи гласаме измена,
гласаме за тие тројца пожарникари кои што ги изборувавме. Има добиена согласност од Министерство за финансии и Министерство за одбрана дека се одобрени средства за такви вработувања после долго време. И повторно ќе кажам, значи точката на дневен ред е измена, не донесување на годишен план за вработување, тие 13 луѓе што ги изборуваме. Од друга страна, бидејќи територијалната противпожарна единица на општина Неготино има потреба од кадри и сметам дека ние како советници треба да го поминеме ова на дневен ред, за да може тие да влезат на работа. Исто така, бидејќи огласот е јавен, може да конкурира секој еден, не значи дека ќе конкурират само кадри на Социјалдемократскиот сојуз и на власта, може да конкурира било кој. И сметам дека доколку има такви лица, кои што имат сертификати, искуство и ред други работи во делот на противпожарната заштита, и апелирам да се кандидират и да се пријават на конкурс, со тоа што нели би имале предност. Не сметам дека ние сме тука и тоа што го поминиме мора да биде партиско вработување. Значи, сакам да сум конструктивен, гледам у насока на подобрување на условите за работа и живот во општина Неготино, сметам дека и безбедноста на граѓаните е на прво место и доколку имаме потреба, мислам дека тие вработувања треба да поминат на дневен ред и не значи дека ќе бидат партиски. Пак апелирам, значи секој со сертификат и искуство од делот на противпожарна заштита слободно може да конкурира, да аплицира и верувам дека ќе има предност. Благодарам. Благодарам. Треќи контрреплика Игор Јованов. Благодарам. Како што кажавте, почитуван колега советник, подобрување на животот во Неготино ода во позитивен правец и животот на граѓаните овие 2 години бил подобар. Испаднете и кажете факти во кој дел е подобрен животот во општина Неготино, што имате направено од ветената програма за живот во општина Неготино и дали имате еден капитален проект реализирано во општина Неготино. Значи капитален проект изготвен од ваша страна, изгласен на седница на Совет на општина Неготино и реализиран. Знам дека нема и немате одговор на тоа прашање. Нема ниту еден капитален проект во општина Неготино. Програмата ваша, која што беше за живот, само на лист картија стои. Нема никаков отчет од сработеното. Може да се сликаме едни шахти дека се работат 6 месеци и секоја недела на секоја шахта да се сликаме и да ставиме слики на Facebook, работиме, тоа не е работа. Или травата во паркот да се искуси, Неготино е прекрасно. Тоа не е работа. Треба конкретно од програмата ветивме пазар покриен да испаднете на говорницата. Овој проект го ветивме пред граѓаните и го реализиравме. На програмата пишеше реализација 2018-2019, ама виче 2019 завршува. За месец дена. Тој проект веќе го нема. Нема ни да биде реализиран. Кога кажавте... Ајде на точката, колега Игор Јованов. Кога кажавте... Ај врати се на планот за вработување. Председателе, Сега се председателе. однесува реплика Ама по сега- однос на мојот колега... Која е репликата зборуваше колегата за планот за вработување? Да. Сега отиде ти до пазарот, до Панаџиот. Зборови по точката од дневен ред, ще замолам, значи сега те слушаме тука и твоите колеги реагираат дека не е по дневниот ред. Ще замолам сега колку да не ме прекинува човек, колку да остане. Ама ајде ве молам да дискутираме по точката на дневен ред. Дадено ви и реплика, и контрреплика, и збор, после реплика, се ви е дадено, ама држите се до дневниот ред. Кај ще, човеци, за или против измена на планот за вработување? Зошто сте против кај ще? Тоа дискутирате го. Пазарот нема врска со вработувањето пожарната. Ве молам по дневниот ред. Читувам председателе, нервозата е присутна се повеќе кај тебе. Фактите и вистината болат.
Колега советник Трајче, кажавте ова е проширување на планот за вработување. Да, проширување на нови партиски вработувања. Кажавте дека ќе се вработат тројца нови. Што правиме со општината што вложувала во изминатите вработени за обуки, за сертификати што се избрка? Како ќе го кажеме на граѓаните? Општината вложува во кадрите, ги обучува, ги праќа на обуки, а сега ги избркавме сега нови области. Граѓаните знаат, ова е само пред избори. Паника. Благодарам. Благодарам. Игор Иванов? На кого? Ама Трајче немаше збор. Реплика имаше на Игор Иванов. Не, Игор имаше збор, Трајче реплика, ова беше контрреплика. Пак ќе ве замолам да се вклучите у седницата, сите колеги советници. Следам за збор Трајче Димов. Ќе земам збор од место, благодарам. Значи, јас мислам дека дадов одговор на во моето првично излагање, дека јас сум за сите што имаат искуство, сертификати, да си конкурираат и да добијат место. Нема да навлегувам во дискусијата за живот и не знам ти што, бидејќи не е под дневен ред, а секоја една прилика ја користиме да го презентираме тоа митингашки и не знам што ти уште не. Значи, нема да должам многу, сакам да кажам дека тоа што го кажав и стојам позади тоа, значи секој еден кој што има искуство, кој што има знаење, да се конкурира и се надевам дека ќе добија предност пред сите останати. Значи, не навлевам од тоа дали се партиски, не се партиски, тргнувам од тоа потребата, моменталната потреба на општината е дека ние имаме потреба од пожарникаи. И не навлевам од тоа кој шо како ќе биде и кој ќе биде. Значи, да оставиме можност некој да дојде на работа. И со тоа, пак апелирам, предност да имаат сите оние кои што имаат искуство, сертификати и познавање од делот на противпожарната заштита. И не навлевам по други точки од дневниот ред, се надевам за да имаме конструктивна седница. Благодарам Трајче Димов. Реплика Петре Манчев. Благодарам председателе, бев испаднат за малку и затоа не го следев текот на седницата. Меѓутоа, еве сега му реплицирам на колегата Трајче Димов. Колега, рековте овде дека нема да бидат партиски вработувања. Јас ќе ве држам за збор. Ќе ве држам за збор до последно и да видиме дали ќе биде така или нема да биде така. Ама ајде да видиме. Рековте дека сте добиле согласност сега. Зошто пред избори? Каде беа овие вработувања потребни за безбедноста на граѓаните на општина Неготино до сега? Каде беа? Па вие пред 3 години ги избркавте пожарникарите. И сега пред избори потребата за нови пожарникари била голема, па и немало да бидат партиски вработувања. Ајде мајката. Јас ви гарантирам дека ќе бидат партиски вработувања. И ќе ви ги кажам, кога ќе бидат одбрани, ќе ви ги кажам кои се. Еве, држите ме за збор. Претходно, јас тука настапувам прво од лично име, после од партијата од која сум одбран. И секој пат сум избран да ги штитам интересите на граѓаните на општина Неготино. Никогаш партијските интереси нема да ги ставам пред интересите на граѓаните на општина Неготино. И тоа сум го кажал 100 пати од оваа говорница. Вие само добивате на време со овие дискусии. Ништо друго. Вие сакате да вработите партиски луѓе. Гледаме колку огласи има сега во очи избори. Вас ви е јасно тоа. Меѓутоа, ако сте доблеце, не ви испаднете на говорницата и повикајте ги сите граѓани да се јават на овој оглас, да се јават во ТЕЦ и да видиме какви луѓе ќе одберете на сите позиции. Да видиме и ќе продискутираме, не мора јавно, ние двајцата лично ќе продискутираме какви луѓе ќе вработите. Политиката не е декларативна. Политиката се работи на дела. А делата кажуваат нешто друго. Ако ги погледнеме до сегашните вработувања, граѓанскиот
концепт е тотално нарушен. И вие по вашите щабови знаете що се случва. Притисокот го трпите секојдневно. Големо е незадоволството. Сите тоа го знаеме. Го знам и аз, го знаете и вие. И на граѓаните му е ясно. И немојте на говорница да викате дека сте многу транспарентни кога не сте. Така ги излажавте на изборите, така уште ги лажете пред овие избори. Ама не ви верува. Вие, помеѓу вашите членови имате критиката. Не од советниците на ВМРО, па сте биле транспарентни. На секој објавен оглас се знаат луѓето кои ќе бидат вработени. Колега Петре Манчев. Тоа на друг да Колега, го само се кажувате. извинувам. Ако може, најучливо да ве замолам за годишниот план за вработување. Благодарам, колега, значи баш за тоа зборувам. Јас реплицирам на колегата Трајчо Димов на неговите искажани зборови дека општина Неготино ќе биде транспарентна, дека вработувањата транспарентни, политиката... Ќе ве замолам околу Океј, дневниот. благодарам. Значи, до сега имав што да кажам и реплицирав на колегата баш заради тоа дека ќе го подсетам за сите транспарентни или нетранспарентни работи кои што ќе се случат со овие вработувања. Благодарам. Благодарам. Манчев, контрреплика Трајчо Димов, повели. Благодарам. Колку што се сеќавам на моето излагање, јас ги повикав сите кандидати кои што се сметат и се стручни да конкурират по областите. Мислам дека ми послучите тоа да го направам, и јас тоа веќе го направив. Од друга страна, не знам јас кој сум го излагал до сега, поради тоа што ми рекот дека лаиште, репликата беше на мене. И уште нешто, значи согласноста дојдена сега, била пред избори. Изборите се, колку што знам, у март, април. Од друга страна, последна ваква согласност била 2013 година. Може ли само да се покажа? Колеги, ќе ве молам, значи, од друга страна, ваква согласност била последен пат 2013 година. Од 2013 година намо колку избори имаме ние? Зошто не е било пред никои други избори, тук сега? Значи, немојте да ја држите таа митингашка политика. Значи, јас кажам и апелирам, секој еден, не реков дали ќе бидат партиски, ја не ги вработувам јас, па да ги лажам. Согласноста не ја дадов јас, а дава Министерство за одбрана и Министерство за финанси. И јас викам, значи, од 2013 намо има еден куп изборни циклуси. И сега дошло согласност за вработување и ние тук ќе правиме вака било, така било. Значи, бидејќи репликата беше на мене и ми викате вие лаиште граѓаните, вака било, вака вработуите, ја не вработувам. Меѓутоа испаѓам тука и кажувам јавно и повикувам јавно, значи било кој да се пријаве, да се конкурира. Пак ја нема да го изберам тие. Значи некој ќе го избере. Меѓутоа се осеќам навредено дело дека ја лажам, јас ги манипулирам граѓаните, не знам што. Испаднав на говорници и кажам, секој што е кадарен, секој што има познавање, секој што има искуство да си аплицира на оглас. И пак кажам, значи точката на дневниот ред е тие три вработувања кои што се измена. И се надевам дека тие што ќе бидат вработени, ќе бидат на место и ќе бидат со сите нишани. Благодарам. Благодарам. Трајчо Димов. Флорида за збор. Следен за збор Флорида Илиевска, повели. Почитувани присутни, почитувани граѓани на општина Неготино. Значи, по точката на дневен ред за измена и дополнување на годишниот план за вработување, денеска слушнавме многу дискусии, многу спротиставени ставови, а мислам дека во суштина се вртиме сите околу едно. Сакам кратко и јасно да појаснам. Од председателот добивме прашање дали сме ние за вработување или против. Ние не сме против вработување во противпожарната единица во Неготино. Туку на начинот на кој ќе се вработат тие лица и зошто кога претходно имаше вработени лица кои ги посетија сите обуки, ги имаат сите сертификати,
беа избркани од работа, односно не им беа продолжени договорите, а сега ќе се враќаме пак од почеток, ќе обучуваме нови лица, значи сето тоа алудира на партиски вработувања. А вие доколку се оградувате од тоа и сметате дека нема да бидат партиски вработувањата, јас би ве предложила во конкурсот за вработување да ставите работно искуство и потребни сертификати. По со самото тоа да им дадеме од една страна можност на тие што претходно биле вработени да аплицираат и да бидат повторно вработени на местото од кој што били избркани, и исто така и на другите граѓани кои се способни за таа работа, затоа што сепак противпожарна единица не е место кај што секој може да биде вработен. Таму треба да има луѓе кои поседуваат и физички способности, и психички, да одговорат одговорно на ризикот кој го носи таа работа. Значи, мојот предлог е нека биде конкурсот со назнака за лица кои ги поседуваат тие сертификати и имат работно искуство. Па на тој начин ќе докажете дека не се работи за партиско вработување. Благодарам. Благодарам. Кратка реплика, колешке. Значи, за да стигнеме до конкурс и да давате предлог што да пишува во конкурсот, треба да изгласите првена измена на планот за вработување. А вие ќе гласите против. И сега, кога ние ќе изгласаме измената, ќе предвидиме нови вработувања, помина времето на ВМРО ДПМН, кога огласите се пишеа со толку работно искуство и матичен број уште да ставите од кои треба да се вработи. Сега огласот ќе се биде по закон и по условите кои што треба да ги исполнува секој за да се вработи. И што не е јасно тука? Вие нема да гласите за да се предвидат вработувањата, ама даваш предлог да се ставело у конкурсот не знам колку години работно искуство, не знам каков сертификат. Изгласа и за измените и дополнувањето, огласот си е како што е секој нормален оглас. Со сите услови кои што треба да ги исполнува човек за да се вработи во било која единица. Ама тука е дволичноста ваша и на вашата советничка група. Нема да гласаме за вработување, ама не сме против. Гласите за да знаеме дека сте за. Така се знае дали си за или против. Дали некој друг па разбора? Контрареплика. Горида Илиевска, повеле. Значи, многу ми е жал што повторно се извртуваат зборовите. Значи, од минатата седница и од оваа седница сме сведоци, морам да го кажам во, може че ми го исклучите микрофонот како по навика, кога испаднавте, ние не бевме присутни во салата, дека ние сме биле против наградата да се додели постхумно на Лазар Димов. Значи, тотална невистина и замањување на неготинската јавност. Истото го правите и сега. Вие гласате вака, од друга страна. Значи, ние ќе гласаме за вработување доколку се исполнат некои услови. Затоа што знаеме дека вработувањата и одлуката кој ќе биде вработен, ќе биде решено во штабот на Социјалдемократскиот сојуз. Не знам што не е јасно. Знаеме дека се работи дека е предизборие и дека ќе дојде до вработување на партиски заслужни според вас лица кои треба да бидат вработени на тоа место. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Реплика на Флорида Илиевска, координаторот на советничката група на ВМРО, во која што е член Флорида Илиевска, Петре Бачев. Повеќе. Благодарам, председателе. Должен сум да се надоврзам на колешката и да ја укажам дека не ви спомна за итноста на вработувањата или не ја дадовте итноста и Министерството не ја донесе согласноста пред 1 година, пред 2 години, пред 3 години, туку Министерството ја носи согласноста сега пред избори. Ако се надоврзиме на тоа дека сите јавни институции, сите општини имаат огласи за вработување, идеме до заклучок дека тоа се партиски вработувања пред избори, колешки. Слушај, колешка, тебе ти е репликата. Партиски вработувања пред избори. Не може да коментираме за огласи со какви барања ќе бидат огласите. Него се партиски вработувања пред избори. Имаме техничка влада на 3 јануари и избори на 12 април.
времето му е кратко, за да ги оценуваат граѓаните, го прават ова. Ова е класична уцена на граѓаните на општина Неготино и на Република Македонија. Класична уцена со давање на работни места, за да ја поддржат погубната политика. Класично, а не да коментираме каков бил огласот. Ова е класичен рекет на граѓаните. Апсолутно. Ги оценувате граѓаните. Знаеш много добро за која е репликата, председател. Ги оценуваат граѓаните. Класичен рекет на граѓаните. Работни места за глас. А државата по тона. И кога ја свика оваа седница, никој од колегите не го постави прашањето, а искрено јас си помислив дека на вонредна седница ќе се разгледа точка на дневен ред за депонијата во Неготино. И кога видов на мејл дека стигна материјал, си викам, сигурно е точка на дневен ред за депонијата и да ги известат граѓаните на општина Неготино што се случува таму. Вака партиски вработување. Благодарам. Благодарам, Петре Манчев. Флорида нема да контрареплика. Се кажа Петре Манчев. Следен за збор Дани Мисторчев повер. Благодарам, председателе. Јас по оваа точка на дневен ред се почувствував како втора точка да ни е бланко, заради тоа што дискусија имаше на сите теми. У секоја дискусија слушнав дека треба да се изземеме над партиските матрици наши и слично. Рекла дека сите се за доекипирање на противпожарната единица, па затоа барам од овој совет поединечно гласање на оваа точка од секој советник. Благодарам. Благодарам, колега. Колегата на Дани Мисторчев за поединечно гласање на оваа точка оставам на гласане. Ве молам со креме на рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? Нема. Воздржани? Нема. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавни за збор, ја затварам расправата. Предлог решението го ставам на гласање. Молам службите да го извршиме поединечното гласање. За. Гордана Филипович. За. Вуле Младенович. За. Дане Месторчев. Трајча Димов. За. Ивана Трајкова. За. Игор Ѓорчев. За. Борче Котлев. За. Петре Манчев. Не ли гласаш, колеги, знаеш? Петре Манчев, ве прочитава, нема ли да гласа? Колега Петре Манчев ве прочитава од службите, ако не слушнате, дали че гласате за точката на дневен ред? Продолжи ни. Ljupчо Пасенечки. Воздржан. Гордана Јованова. Не учествувам во партиски вработување. Золен Стојанов. Флорида Илиевска. Игор Јованов. Не учествувам во партиски вработување и област. Трајча Димов. Воздржан. Воздржан. Да. Смешни сте студија. Констатирам дека со 8 гласа за и 20 воздржани предлог решението е усвоено. Отварам расправа по третата точка од дневниот ред. Ве молам, колеги, ве молам да се сослушаме. Предлог решение за утврдување за предлог за еден член во управниот одбор на јавната установа Меѓуопштински центар за социјални работи Неготино. Дали некој бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог решението го ставам на гласен. Ве молам со креме на рака кој е за. 9-10 гласа за, кој е против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека решението е усвоено. Со тоа е исцрпен денешниот дневен ред. Ја затварам седницата и ви благодарам за присуството.